Благодарам. Почитуван пратеник, благодарам и на вас за вклучување во дебатата и за можноста да расчистиме повторно некакви дилеми. Значи, за сите обвинувања кои што ги искажувате на говорница, во однос на секој аспект на работењето, како политика, јас во потпуност ве разбирам и поддржувам. Фактите се сосема нешто друго и поинако. Нема ниту еден случај, откако сум јас на чело на Министерството за внатрешни работи, да е сокриен, за него да не се води постапка и да немаме исход. Кога зборуваме за криминал, за корупција и така натаму, МВР е една од алките во синџирот на борбата против криминалот и корупцијата. Не е единствена институција. Тука ти се и судството, и обвинителството, и државното правобранителство, и други институции кои што ги имаме сите заедно. Еве само кратко да ви прочитам, да видите во однос на тоа што работи Министерството за внатрешни работи. Има еден проект на Европската Унија кој што се вика промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација. Направено истражување сега пред некој време, во кое што вика: граѓаните сметаат дека полицијата е поефективна во спречувањето на корупција од судовите на правдата, јавното обвинителство и државната корупција на Државната комисија за спречување на корупција. Исто така, граѓаните сметаат дека полицијата е повеќе независна отколку судовите, јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција. Истражувањето е направено за период од последните 3 години. И јас и колегите во МВР сме горди на ова. Ова читам јас од извештај, не од тоа како сакам да го кажам. Така да, досега, ако зборуваме за хибриден режим, тоа е веројатно за времето во кое што раководеа некои други. Така да, ниту за свадби, ниту за пукања, ниту за било што друго, нема еден настан кој што не е пријавен и за кој што нема водена постапка, за кој што немаме пријава, за кој што нема прекршоци и така натаму и така натаму. Реков за протестите за Монструм, да, направена е проценка, собирот апсолутно не е забранет, тој беше врз основа на проценката таму каде што се одвиваше и секако за секој еден кој што нападнал врз полицијата има одговорност. Сите тие други кои што учествувале мирно, слободно, демократски, нема никаква одговорност. Кога зборуваме за медиумите, само ќе ви кажам, 38 дела немаше расчистено претходно за вербален или на било каков друг напад. Сега нема ниту еден настан за вербален или физички напад врз новинар кој што не е расчистен до крај и за кој што немаме постапка. Благодарам.